Време е за убави содржини, нешто што ќе ни користи на сите нам, особено ние кои внимаваме како се храниме и како да си обезбедиме што е можно поздрав животен стил и години на трето доба без никакви лекови. На таа тема ова утро со нас е првата гостинка на Оле, Андријана Срчокова од Мелем на вкусови. Добро утро и добре ни дојдовте. Добре ве најдов, благодарам на поканата. Јас едве чекав да пристигне Андријана. Цел викенд ги мислев здравите намирници, зашто периодов и месеците наназад, па можам да кажам и годините, сакам здраво да се хранам. Браво. Оле, дали ќе биде здраво вака да ја прашаме Андријана? Да ја понудиме со кафе или чај во нашето студио? Јас веќе пиев кафе, така да благодарам многу. Повелете се разговор. Да, благодарам се за... Ни донесе тука дел од производите што се произведуваат во Мелем од вкусови. Мала презентација, колку што можеме најбрзо да спремиме од утрово, бидејќи ги спремавме и пакетите, така да искомпонираме дел да биде за тука, дел за останатите наши клиенти кои што веќе долги години се хранат кај нас. Рано започнувате со работа, со оглед на тоа дека на работа треба веќе да понесат пакети за храна, меѓутоа како започна приказната Мелем од вкусови, каде се наоѓате и колку постоите? Пред 6 години јас и Ана сакавме да помогнеме, значи во периодот на корона сакавме да помогнеме луѓето да се освестат и мислам дека беше идеален период за освестување, да сфатиме дека колку големо влијание има начинот на исхрана во целокупното наше живење. Таа идеја се роди, се оствари и веќе 6 години постоиме, 4 години бевме во Боњаковец, 2 години сме кај Зоел во центар на 11 октомври улицата на самиот булевар. Целта, да речам, ни е остварена. Сега имаме друга некоја цел која што сакаме да помогнеме повеќе на компаниите и на луѓето сами да приготвуваат, да увидат дека самиот процес, да увидат дека самиот процес не е нешто тешко, не е нешто комплицирано, не одзема многу време, не е финансиски многу захтевно, така да сакаме, значи, со онлайн едукации, со Zoom, да помогнеме на луѓето чисто, нели, колку да го увидат процесот и сакаме компаниите што повеќе да инвестираат во процесот на работење, односно во своите вработени, колку може поздраво да се хранат и тие корпоративни кетеринзи да бидат организирани со поздрава верзија на закуски, фингер фуд и слично, за да може после самата тоа презентација или состанок деломен да не се чувствуваат нели прејадени, повторно да имаат фокус, да може да концентрација и енергија за работа. Може да продолжи процесот. Обично, барем статистиките ќе кажат дека не важиме баш за нација која здраво се храни и обично, барем она што јас го имам слушнато од моите баби и дедовци е дека треба да го слушаме диктатот на пазарите. Тоа што го има на пазарот во моментот, тоа треба да го внесуваме во исхраната. Нели? Се знае во лето што се јаде, во зима и во сите годични времиња. Може ли, еве, дел како да го започнеме денот? Ова е закуска за ние генерално во нашите пакети кои што се индивидуални, кои што можат да бидат и корпоративни, денот започнува или со цеден сок или со смути. Меѓутоа секој си преферира како сака да одлучи да му започне денот, меѓутоа генерално предлагаме да започне со смути. Првично рано по сабаља, да, тоа е цеден сок од јаболко, ананас и нане. Првично најпрво на сабаља се пие чаша вода за да се прочисти организмот, а после тоа Јас ќе дегустирам додека ти зборуваш. Чаша вода? Чаша вода, да се прочисти организмот, а после тоа, значи, може да се пие сок цеден или смути, после тоа имаме житен оброк или во зависност од менито во текот на неделата, може да биде некоја здрава торта, значи нерафинирана, со нерафиниран шеќер. Како ужинка нешто. Може и да биде и доручек, а после тоа имаме 2 оброк салати или врап или сендвич во зависност, значи, од менијата кои што се.
Сите наши менија се изработени со нутриционист и комплетен баланс има на потребни состојки за да може еден човек да функционира во текот на денот. Така. Дали е скапо вака да се храниме и дали вие правите месечно, да речеме, ако сакам да се претплатам и да си доаѓам секој утро да си ги земам оброците? Скапо е релативна работа, затоа што сметаме дека поскапо од здравјето нема и заради тоа нашата цел е да се спречи, а не да се лечи. Тоа го пропагираме од самиот почеток, значи луѓето барем мали промени да почнат да прават и ние стално викаме барем на еден, ако не му го смениле начинот на живот, сне добиле многу за нас и многу за човештвото. А тие мали промени подоцна ќе однесат и кон Така е. поголеми Дали може би промени сакаш кога да ќе ги пробаш? почувствуваме бенефитите. Благодарам, наистина Прекрасно, сакам да. да пробам. Ми изгледа просто неверојатно, личи на кафе, вака на прв поглед мислиш дека е некоја мешавина. Да. Колку убаво мириса. Јаболко, ананас и нане. преубаво. Нането толку ја Нането, прави да, магијата нането на е целата тоа, да. ова. Може и вас да ви ставам? Фала, јас веќе се завршив од сабања. Подмирена сте. Да, Одлично. многу ни е драго што посебно ке младата генерација свеста е многу разбудена. На почетокот беа повеќето клиенти кои што лечеа условно некаква диагноза, меѓутоа сега се почесто се луѓе кои што заради недоволно време за да спремат, се одлучуваат, а сакаат да направат промена, веќе јадат кај нас. Не е дека мора да има некаква диагноза. Со цел на повеќе луѓе да им помогнеме, воведовме и неколку специјализирани менија со инсулинска резистенција и менобаланс, односно за менопауза. И претходно тие менија кои што ги имавме помагаја доста посебно во менопауза, меѓутоа ова е баш специјализирано за жени кои што се во менопауза или влегуваат или се во перменопауза, за да им помогнеме барем на почетокот да го фатат текот и да ги намалат симптомите на така и после тоа да може сами да се ги применуваат тие состојки. Значи не е само нели да им се даде готови оброци, него им даваме совети што да јадат во текот на периодот на полесно да ги преминат сите тие симптоми кои што се јавуваат во менопаузата. Так, 6 години велите работите. Да. Дали искуството ви кажува дека храната колку што може да не излечи, може да не разболе и обратно? Точно. Имам една пријателка која што е на сирова исхрана веќе со години и вели мене никогаш не ме боли глава и никогаш не се разболувам. Така е, значи кај нас многу примери имаме. Генерално сите тоа го кажуваат. Мигрени што имале, посебно пак ќе нагласам за менопауза, за намалување на килажа, меѓутоа кај нас целта не е да се намали килажата па за 2 недели да ја вратат или за 2 месеци, него да стекнат начин на функционирање, да ја направат таа промена и за да може после таа килажа да си ја задржуваат. Нормално многу е потребна физичка активност, значи не зборувам ние дека мора по секој основ да се оди во сала, меѓутоа доволно е барем да се пешачи. минимално пола сат пешачење и стегнување. Ние стално се вадиме на тоа дека нели немаме време, меѓутоа јас верувам дека сите барем 15 минути имаме време или да попешачиме еден ден да направиме домашен аеробик, домашно истегнување, така да треба да си посветиме време на себе си, затоа што често тоа го слушаме посебно нели од многу родители, јас би умрел нели за своите деца, а никој не размислува дека уствари треба да живее и заради тоа ние сметаме дека треба најголемата инвестиција првично да биде во нас, за да може нели тие деца да ги издигнеме, точно и да дадеме пример. И мислам дека се почесто младите се пример за здрав начин на исхрана и се посвестени за разлика од повозрасните, заради тоа што повозрасните се уште се малце по-тешки на промени, меѓутоа кога ќе дојде ситуација, веќе ги прават промени. Пред да ги споменеме намирниците што ги користите и ги користевте во овие производи, ме интересира, ги споменавте децата. Дали имате во план да влезете во некои школи да ги научиме децата од мали да се хранат здраво?
Од септември јас започнувам едукација да бидам едукатор за деца и родители и тоа сакаме да го примениме, да го имплементираме со едукација на родителите и децата, каде што врз база на долгогодишното искуство што го имаме, како може да се примени во образованието. Процесот сигурно ќе биде тежок, меѓутоа верувам дека ќе најдеме на разбирање кај повеќето одговорни лица во школите и мислам дека ќе има позитивно влијание врз целокупниот процес на образованието, бидејќи сепак и јас имам деца, беа во школа, знам колку влијае самата исхрана врз процесот на функционирање во текот на денот. Посебно што се во целодневна. Например, сакаат да биде сите во една смена, верувам дека многу ќе значи децата да имат правилен начин на исхрана. Не дека школите не се трудат, меѓутоа треба процес за да се направат некои промени, затоа што се почесто има деца кои што се алергични на глутен, алергични на многу работи, така да мислам дека треба да се прави промена. Промените се тешки за секој еден, така да, ама верувам дека ќе успееме. Така, што користите вие во Мелем од вкусови најчесто како намирници и што треба да имаме најчесто дома? Баш тоа што го кажавте, користиме состојки кои што ги користеле нашите предци од нашето поднебје. Од нашето поднебје гледаме што може повеќе да биде застапено тоа и пак ќе кажам, значи врз база на нутриционистички совети, значи од нутриционист ги правиме тие комбинации за да може да има баланс. Тука салатата, например, што е во оваа даска е со црвена леќа. Ова? Да, црвена леќа. Јас имам билешка за да пробам. Да, пилешко месо има, песто од босилек и маслинки. За да може да се направи и морков за да се направи целосен баланс. А што ги сврзува? Пестото од босилек. За мала декорација ставиме нане и малина и обично гледаме да правиме такви комбинации благосолено за да малце биде поубав вкусот на сите производи. Така. Во таа е дресингот со фета, кефир и маслиново масло, наут, брокула, краставица и рукола. Отлично. Јас наутот многу го сакам. Да, наутот посебно ние жените после 40-тата треба повеќе да го јадеме, многу помага за балансот на хормоните. Да. Јас го внесувам често во салати, а во Турција дури прават и манџа, супа од наут. Јас им правам дома. И многу е позната и една од најважните во текот на денот. Тука има и брокула и краставичка, рукола и дресингот е со фета, кефир и маслиново масло. Значи, ние за сите наши дресинзи користиме строго ладно цедено маслиново масло. Сите намази, сите дресинзи сами ги правиме, ништо не купуваме, значи, од маркет. Се што правиме е направено домашно, не е купено од продавница, па голем сос. Правите достава? Правиме достава, да. Доставата ни е од 7:30 до 10, во зависност од каде треба да се достави. Го планираме тој период од на која страна да оди, заради тоа што некој сака дома, некој сака на работа, така да правиме комбинација. Ке имаме за појадок. Да, тоа е намаз од индиски ореви со копар. Нешто има. Да, за декорација е копар, краставичка, афион и вишна. Преубаво. Гледам дека нема бело брашно, не користите. Не, лепчињата се интегрално брашно, со интегрално брашно или пченкарно, меѓутоа генерално и лепчињата и тортилите не се со интегрално брашно. Повели. Јас ќе пробам за време на прилогот, тука некаде и мислам да го привршиме разговорот со оглед на времето. Многу ви благодарам. Бомбиците се исто со рафиниран. Да, едната е со урма, другата е со тан и орев овесни снеголки, таа е сникерс, ова е екстази бомбица, значи сите се без рафиниран шеќер. Сите материјали се од растително потекло, така нели? Само салатата е со пилешко месо, за тие кои што преферираат нели да има и избор, да, тие кои што вежбаат почесто, значи има и пилешко месо, меѓутоа имаме и лосос, имаме и туна. Одлично. Нека повелат сите. Да. И компании, и правите и кетеринзи, да.
Па имаме и доста кои што веќе има луѓе кои што се освестуваат за настани, за обуки, порачуваат значи како комплети од кај нас. Секоја чест. Ви благодарам. Благодарам многу.